Стадион. Емисија за вашата вистина. Добар ден. За Добар почеток ден. Благодарам и на што ме вас. поканивте во вашата емисија. Благодарам да можам да ги кажам своите ставови. Поздрав до слушателите на Канал 77 и секако до гостинот, поранешниот премиер Љупчо Георгиевски. И веднаш на почеток да го демантирам дека многу личности не се нема пишувано за нив од страна на македонските историчари. Сега ќе почнам со еден цитат. Пишувањето на монографија за личност како што е Љубомир Милетич воопшто не е едноставна работа. Милетич кај нас е познат како научник, професор на Софискиот универзитет, славист кој ги собрал и ги запишал сеќавањата на македонските револуционери и на учесниците во ослободителната борба и Линденското востание. Во соседна Бугарија Милетич е познат како професор и еден од основачите на Софискиот универзитет, како еден од основачите и председател на Бугарската академија на науките. Автор на оваа книга е Далибор Јовановски. Односно јас. Се извинувам, не сум го знаел тој податок. За Сарафов, колегата Никола Жежов напише фантастична книга. За Татарчев исто има напишано книга. За Лозанчев колегата Ванчо Георгиев напиша книга. И ги отворивме сите теми, колку и да не ни одговара. Јас бев изненаден, например, во Бугарија имаш едно мало книшче за Љубомир Милетич и го добив од страна на бугарските колеги. Почнав многу да истражувам и разбрав зошто е тоа мало книшче, особено околу потеклото, знаете, презимето на Милетич не е ни македонско, ни бугарско, туку е српско. Неговиот татко првично бил србин, добар србин, еден од агентите на поранешниот српски кнез Милош, а неговиот чичко, Светозар, братот на неговиот татко, бил српски градоначалник на Нови Сад и тоа националиста српски, голем. Денеска е многу славен во Војводина како еден од најзначајните српски преродбенски и политички личности од средината на 19-тиот век. Што сакам да кажам? Балканската историја е помешана. Премногу е измешана. Идентитетите на Балканот се развиваат некој побрзо, некој подоцна. Ние македонските историчари не криеме дека нашиот идентитет, нашата природба е малку подоцна развиена. Нацијата се појави малку подоцна во однос на другите, меѓутоа во последниве 10-15 години многу теми се отворени. Точно е дека има и за некои други прашања за кои што се уште доволно не се разговара, но конкретно за четниците се има пишувано. И конкретно кој стоел на чело на тој корпус, четнички, вардарски... Има 3 мали статии само во македонската историја. Важно има и повеќе од тоа. Многу се издава во последно време. Сметам како историчар, цело време тоа го кажувам, ние соработуваме. Јас многу соработувам со грците, со грчките историчари, меѓутоа соработувам и со бугарските историчари. Завршив еден проект преку Ману со нив, со колегата Елдеров. Во рамки на еден друг проект чинам дека професорот Владо Поповски беше раководител на тој проект. Одржавме една конференција во Битола пред 5,5 години, на која што дискутиравме многу тешки прашања и излезе една заедничка книга со македонски и со бугарски автори. Значи, ние постојано дискутираме, постојано работиме. Меѓутоа, знаете како е, кога другата страна се однесува патерналистички, кога другата страна и одговара читањето на документите само како не зашто и одговара, резултатите ќе бидат такви какви што се. Инаку јавноста, односно конкретно сега слушателите на Канал 77 знаат многу добро дека постојат две комисии, една е македонско-бугарската комисија, друга е македонско-грчкиот комитет за историја и археологија. Се обидуваме да ги користиме искуствата на другите, па конкретно германците и французите после скоро пола век сериозни дебати и разговори стигнаа до една
заедничка книга. Многумина не спомнуваат дека и во време на нацистичка Германија, Франција и тогашна Германија на Хитлер работеа на историските прашања заради таа така наречена голема војна која што после ќе биде позната како Прва светска војна, не успеа да стигнат до одредени резултати. Процесот на приближување помеѓу земјите каде што имало проблеми е тежок и макортрпен процес. Ние можеме да сакаме да направиме многу, меѓутоа ако другата страна не сака тоа да го направи, резултатите ќе бидат лоши, тешки за нас, но перспективно и за нив. Зошто ова го зборам? На 3 март се славеше националниот празник на Бугарија и господинот Каракачанов изјави многу непристојно во негов стил, честитка и на бугарите од Македонија, односно на македонците, посебни честитки до тие граѓани, до тие села. Таа агресија не ја одобрувам никош, јас сум ги критикувал с тие агресии. Не, говорам како тоа, ја не викам дека вие тоа сте го направиле, како тоа влијае на односите, бидејќи сепак Каракачанов е не само што е председател на тамошното ВМРО, туку е и министер за одбрана. Доколку е интелектуалец, слободен, бидејќи е историчар, од оние историчари што не сакаат да ја слушнат и другата страна, тогаш е во ред. Меѓутоа, кога си политичар, мораш да внимаваш со изјавите. Особено што многу е смешно, излезе и во Софиски дневник, мислам дека го имате прочитано, од еден интелектуалец, зашто Бугарија не треба да го слави Сан Стефано. Многу јасно е зашто не треба, бидејќи тоа не е само руски проект, туку на мал дел од руската дипломатија, конкретно на Игнатиев, уште на неколку луѓе, кои што, кога ќе биде потпишан тој прелиминарен мировен договор, рускиот цар и рускиот министер за надворешни работи ќе се фатат за глава, затоа што многу добре знаеле меѓународната позиција на Русија во тој момент и покрај големата војничка победа, дека такво нешто не е возможно. Сега вие правите цела една идеологија врз база на прелиминарен договор кој што никогаш не бил спроведен, патентите што не беше предвидена независна Бугарија, туку автономна Бугарија, и тоа ти станува идеологија која што прави проблеми не само во односите меѓу нас и нив, туку и во односите со Грција. Малку е тука познато тоа. Сега, цело време нас ни се импутира дека ние сме направиле вака или така, а Константин Стоилов, министер за надворешни работи во владата во Софија во 1883 година, значи во автономна Бугарија, не независна, ја прави буквално кажано првата национална програма, бидејќи национална програма се прави само кога имаш држава. Претходно се програми на комитети, на било што. И до Александар Батенберг меѓу другото кажува овака: за да може да се постигне таа цел, неминовно и потребно да се убеди сето население во Македонија дека владата на вашето височество води сенародна бугарска политика, дека кнежеството е единствениот природен и успешен активен заштитник на Македонија, дека болките на македонските бугари кај нас имаат братско сочувство и лек. И сега со еден збор секој македонец треба да вдахновен со мислата дека во Софија се грижат за неговата судбина, за неговата сегашност, за неговата иднина. Кај македонските, ова е уште поинтересно, кај македонските бугари треба да се развие чувство на народност, на самосвест. Потребно е мало и големо да знае дека е со бугарска крв и со тоа да се горде. Само од кога ќе се успее, тогаш бугарската народност во Македонија е обезбедена. Сакам да кажам, можеме и ние и тие да вадат илјадници вакви документи да докажуваме до безкрај. Меѓутоа, некој во Европа нема никаков проблем со тоа дали другиот смета личност кој што тој смета или тој народ смета дека е негова, припаѓа на некој друг народ. Па така, познат е случајот на Адам Мицкевич, каде што 3 народи, иако е пољак по потекло, литванците го сметаат за свој национален преродбеник, со она прекрасна песна на Моја Литва. Белорусите исто, бидејќи е родена на територија на денешна Белорусија, која што порано била дел од Полска. Винцев
Кудрика, литванец, фантастичен интелектуалец. 3 пати го менува својата етничка припадност. Литванец, па пољак, па литванец, воопшто не спорат за него. Јан Колар, словак по потекло, кој што се залагал чешкиот јазик да го говорат словаците. Ни еден денес чех или словак не водат дебата дали е словак, дали е Господин чех и Јовановски, така интересно ви е дискусијата, Да. ќе правиме цела емисија, меѓутоа немаме многу време, завршуваме. Само сакав да покажам нешто дека тоа е мојот став. Колку е Политичарите апсурдна имаат или право може да биде што сакаат да кажат, имаат право, јас не, тоа е легитимно нивно право, имаат право ако сакаат и да вршат притисок, меѓутоа работата на комисиите, работата на историчарите во оние држави, односно помеѓу оние држави каде што има проблем е многу сложен и тежок процес. А дека во Македонија, во македонската историографија се отвараат многу теми. Му кажав на господинот Ѓоргиевски, книги и Значи така не им натаму. недостасува храброст на историчарите. Да, и јас, например, во Софија ме слават за Милетич, бидејќи го прикажав таков како што е. Значаен е за нас многу, не само заради спомените, туку и заради тоа се што правел за Македонија. Но во ниеден момент не ми падна на памет да напишам дека етнички македонец и дека зборел македонски јазик. Напротив, Да, напишав тој е добар и за Македонија, тој е добар и за Бугарија, а Така, и за двата Србина. народа. Зошто и ние да не прифатиме некој што е бугарин да се бора за Македонија, за македонското праше? Имало и други примери од други националности што се бореле за Македонија. Така Во е. последно време толку истражувам странците на крај на 19 и почеток на 20 век како не ја забележуваат нашата посебност. Тешко, ама ја забележуваат. Значи тоа се све од терени. Ништо не криеме, немаме од што да се плашиме. Здрава нација сме. Тоа е факт. Стадион. Емисија за вашата вистина.